Сега веќе време за првиот наш гостин, кој што е гостин на Сузе. Една гледачка претходно спомена кога зборувавме за цените, дека само зборуваме за цените по маркетите, за друго ништо не ни останува. За убав живот, за театар, за кино, еве затоа Сузе ви овозможи ова утро музика во нашето студио, а башка Сузе знае колку јас ги милувам понеделниците, па предпоставувам малку сите да не расположи. Добро утро за Сузе, добро утро за Дејан Тасев, кантавтор, но од неговата лева страна ја гледате и неговата гитара и знаете што ќе значи тоа. Добро ви утро на двајцата и повелете. Добро утро Искра, добро утро и до гледачите. Во овој понеделник го стартуваме со музика, да ни тече со песна неделава и верувам дека... Добро утро Искра, фала на баата на Ева, добро утро Сузе, добро утро на сите ваши гледачи. Многу ти благодарам што на -3, барем -3 беше кога јас доаѓав. Наваму ти не се двоумеше дали да ја понесеш гитарата. Искрено те мислев цел пат дали ќе ти се смрзнат прстите така како што ми се смрзнаа и мене. Па да, малце ни се смрзнаа прстите, ама еве станавме рано и стигнавме на време. Браво, браво. Една ваша штипска стара пред 20 и кусур години беше со -23, така? Да, имаше една на Трајче Манев, еден голем хит е тоа. Еден голем макфестовски хит беше тоа. Значи нема пречка, нека и 3, -23, кога нешто се сака, се може, така, нели? Од кога дена другаруваш со гитарата, мислам дека многу долго, така? Па долго, да, од мои 12 или 13 години другарувам со гитарата, а почнав прво да свирам. Сам имав многу желба, имав една постара гитара, потоа си соберав пари од роден ден од баби, од дедовци, па си купив сам една гитара, па учев и додека да го, мислам, доста научив сам да свирам гитара, затоа што имав преголема желба по слух. Тогаш немаше интернет, немаше достапни, знаеш, како сега е лесно ќе прогуглаш, ќе најдеш ноти, акорди, се што ти треба. Тогаш сами учевме по слух. Исто така, потоа да го запознам и мојот, да го наречам така, учител, Ивица Јорданов, Ице, од бендот Морал, кој во Штип, во близина живееме со него и доста многу ми покажа околу гитарата и патот музички како да го одам. И сум му доста благодарен. Ти си скопски штипјанец или штипски скопјанец, како да? Може и така, и така. И така, непрестанно си на релација Скопје-Штип. Живеам во Скопје, работам во Штип, патувам, преку зима сум во Скопје повеќе, летниот период Штип, Грција. Да. Ги сакаш ли ти понеделниците или си од она група на луѓе како Искра која навистина со понеделниците е на вие? Па не би рекол баш дека ги сакам, па некојаш и викендите знаат да ми бидат досадни, знаеш, кога ќе си дома 2 дена. Па и чекаш да дојде понеделник. Ајде да го направиме овој понеделник убав, може? Може, да. Ќе им подариме ли на гледачите една песна, воедно и ние малку да се развеселиме ако се може, а се може ако се сака, така нели? Што ти ни отпееш како за прва песна? Па еве ќе ја отпеам, ајде да речеме, спомнавме Макфест Трајче Манев, ја би одбрал од Трајче Манев 8 ќе ја направиме за утро. Одлично, и вие гледачите може да си подтевнуваат и јас се разбира помалку. Сам сум во ноквативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Браво. Вака не сме многу распеани. Ќе се распееме. Како за нераспеан, да ти кажам, одлично звучиш понеделнички наутро. Вистина е оваа песна која што спаѓа една од најопејуваните, најубавите песни на минатиот век. Оваа година не те видовме на Макфест, така? Да, оваа година не, пауза малце. Па имаме и доста настапувано на Макфест, сигурно 7-8 пати, како
кантавтор со мои мелодии и текстови како изведувач, така да знаеш тоа е таму секогаш се менат работите. Да, кој да, како но се- некогаш човек и навистина дава приоритет на некои други состојби во Да. животот. Ти, освен што пееш, правиш и многу други нешта. Си дел од еден убав голем семеен бизнис, каде што Да. непрестано имаш обврски, точно и заради тоа и си постојано на релација Да. Скопје-Штип. Што е со пастрамаилијата? Знам дека едно време и пастрамаилијата беше твој голем предизвик. Ја усоврши пастрамаилијата штипска? Па да, пастрамалијата штипска ја имам усовршено, но меѓутоа не ја работам повеќе, тоа мојот баџанак се работи во Скопје, Густосо исто има добра пастрамаилија, но не можеш секаде да стигнеш, што за добро каже, нели, обврските, сега јас сум повеќе во Штип, во нашиот семен бизнис работам со мојата сопруга, еве да ја поздравам мојата балдаза Маја. Така. И така да. Секогаш успешната приказна значи дека кога семејството е на куп и Да, кога цело да. семејство работи во една заедничка приказна, успехот е неминовен. Така, ги поздравувам и јас сите нив. Дејан, кажи ми кои се авторите со кои соработуваш? Знам дека ти имаш интересни комбинации на автори со кои што правите навистина многу, ќе видиме нешто подоцна и една од последните композиции кои ја сработивте. Па да, секогаш јас соработувам со сите, Штипски автори или не, небитно Па дали е тоа? небитно, не. Како ќе се вклопат работите, меѓутоа гледам тоа да е секогаш добар тим, да е позитивен и да извадиме нешто позитивно и нешто добро за гледачите. Така да не вадиме многу, но кога ќе извадиме нешто, сакаме да е тоа добро, квалитетно, добро сработено пред се. Сум соработувал со многу, еве на моите почетоци, со Роберто Поп Димитров, со Владимир Дојчиновски, со многу. Кире Јакимов, да не го заборавам, мојот другар во Англија, кој еве наскоро треба да издадеме една нова песна. Исто моја музика и текст, аранжманот е на Кире. Така да се надевам дека во скоро време, за најкасно за месец-два, ќе излезе таа песна. Така. Дејан вела дека музиката се наследува и преку гените. Што мислиш, дали твоето, вашето синче Никола, кој е веќе прваче, има наследено нешто од твојот ген, фаќа некакви интонации? Да, Никола е музикален доста сака да пее, кога беше помал дури и повеќе, сега знаеш тие менуваат децата. Сега нешто сака да тренира фудбал, па го носиме на фудбал, на англиски, сега е прваче на школа и ќе видиме со тек на времето, знаеш, децата они менат стално, менуваат и ќе видиме, но ние родителите треба да, мислам дека да проценеме во текот на растот зашто го бива и да го пренасочиме таму. Да го фокусираме таму каде што го бива. Не можам да не те прашам како ги гледаш состојбите на нашава естрада. Постојано слушаме, постојано следиме колку се луѓето огорчени за тоа што нашите изведувачи, македонските изведувачи имаат многу малку простор за да настапуваат во нашава земја, додека широко отворени врати, огромни хонорари се секогаш на сметката на изведувачи од соседството или подалеку. Како ти ги толкуваш овие состојби? Па, ние сами си го правиме тоа да биде така, моје мислење, затоа што мислам дека не се доволно поддржуваме. Немаме култура за слушање македонска музика? Не култура, малце и медиумите, мислам дека треба да дадат малку повеќе предност на македонска музика. Ние сме сведоци, гледаме што ни пласират медиумите, мислам на народот, на обичниот човек, што не е музичар, тоа што ќе му пласирате, он тоа го слуша, тоа што ќе му го сервирате. Така да, мислам дека тоа и не е од сега, тоа прашање е многу оддамна. И што е... Да, луѓето се исто така огорчени што во секој град каде што се организираат оние годишни манифестации, културни лета и така натаму, кои обично се под покровителство на општините, многу често и тука се провлекуваат тие гости од соседството. Сметаш ли дека во општините, во секторите за култура има компетентни лица кои одлучуваат за тоа кои ќе бидат изведувачи за оваа година? Компетентни лица не би рекол баш, затоа што таму, пример, кај нас тие работи не ги водат лица што се запознаати со музика, нели? Така би требало да биде, требало да се во тек со се. Мислам дека треба да има малку повеќе изведувачи на тие настани, дали е тоа штипска пастрамалијада, дали е вино,
дали е Виноскоп или нешто виноскоп, друго. да, или нешто Кои се друго. клучните? Мислам дека треба да има повеќе наши изведувачи затоа што зашто работиме ние кога ќе се запрашаме на крајот на денот, нели? Да. Ние ќе работиме и на крајот кога ќе дојде некој кога ќе ние треба да дадеме да го платиме тоа, плаќаме луѓе од надвор. А имаме доста квалитетни изведувачи, доста квалитетни бендови со многу богати кариери и мислам дека имаме доста ние што да покажеме. Одлично. Ќе не отпееш ли уште нешто? Ајде, да, може. Може. Сега веќе се распеа, сега се е полесно. Еве сега ќе отпеаме една песна од Макфест 2021 година, Каде беше ти, која заврши таму као четврто пласирана песна. Сега кој ќе ни фали со виолина, ама ќе се потрудам, еве не сум ја свирал од денес. Сите љубови, дали исти се, како нашата? Сите патишта, зарем водат кон иста улица? Барам срце уморно да ти запе, барам песна љубовна да те огрее, барав збор да те насмее. Каде беше ти во тие ладни денови? Кого љубеше на клупи наши скриени? Кога мрзнев секој ден, кога бев јас осамен. Добро е, сега би можел цел ден да пееш. Да, се распеавме малце нераспеани. Се извинуваме на гледачите ако има некоја грешка, затоа што се сеќавам, што наутро е така. Извинето и се разбира дека ние не сме тие кои што бараме секогаш грешки, напротив, верувам дека многумина го поздравуваат овој почеток понеделнички со песна. Евровизија е една од најголемите светски журки на кои што секоја земја се представува со она кое што го одбрала. Ние правевме малку пауза и последните вести се дека во 2025 повторно ќе не има. Како гледаш ти на овој настан кој што очите на целиот свет ги врти токму таму на тоа случување, иако ми се чини дека толку негативни критики имаше од последната Евровизија 2024, што целиот свет веќе почна со едни други очи да гледа на ова случување. Мислиш критики за Евровизија? Критики за тоа во која насока тргнала Евровизија и изведувачите кои што таму презентираат нешто многу чудно. Па види, секој со, како да кажам, јас мислам дека треба да, ако учествуваат нели сите овие наши соседи балкански земји, има што да, мислам дека имаме и ние што да покажеме и мислам дека треба да настапуваме на Евровизија. Сега тоа е политика на државата, на МТВ, таму не можеме ние да се мешаме како ќе одлучат тие, но мислам дека зошто да не, мислам дека треба. Да. Би посакал ли некојаш да бидеш во таа екипа? Си се замислувал ли себе си со ова што го работиш? Па не сум размислувал, але ако излезе некоја добра песна што ќе сметам и ако се конкурира, ако биде избрана, зашто да не? Се живее ли дејан од музика, кога би се замислил ли себе си кога би требало да живееш само од музика во македонски услови, дали би било тоа возможна мисија? Па малце тешко мислам дека да, во Македонија е малце тешко, тоа е, сум живеел порано од музика, као помлад, но тоа е доста тешко во Македонија. Била некогаш народната музика, фолклорната музика дел од она што го работиш? Не. Не, никогаш. Не. Да. Но на нив им е сепак полесно? Да, на свадбари, така да ги кажеме, тие што свират свадби, што свират на настапи, им е полесно, бидејќи тие можат и да бираат каде ќе пеат и дали ќе пеат 2 недели со ред или ќе пеат секој ден. Па да, добро, и они мора да работат нешто и тоа е тоа. Значи, за секој има место, секој треба да работи, меѓутоа мислам дека во народната музика, точно како што кажам, може подобро да се живее.
Што е со ноќниот живот во Штип? Кажи ми, едно време Штип беше врталиште на најдобрите рок бендови во земјава. Мислам, сите рокери од цела земја, од сите градови има настап во Штип и беше престиж да кажеш дека свириш на некое место, настапуваш во Штип. Па некако, не само во Штип, мислам дека и секаде згаснува малце таа музика, таа рок музика, клубска хеви метал музика, сега повеќе се пласира некој модерен стил, нешто малце као поп, фолк, такви работи. Едно време имаше места кај што... Не занесоа ветровите од озгора, така? Да, имаше места, но кај што имаше, секој викенд по 2 пати имаше рок музики, рок концерти. Во домот на младите имаше, кој знаете, имаше стално некои дешавки. Има и сега, не дека не, али тоа се малце поретко. Да. Добро, тука некаде полека го привршуваме разговорот. Слушнав дека работиш нова песна и со новата песна ќе ни гостуваш повторно. Нема да те распрашувам за деталите, нека биде изненадување, но да ја очекуваме во 2025-та? Па, почетокот? Почетокот на 2025-та, а може и крајот на 2024-та. Јас се надевам дека ќе излезе доста брзо. Исто ја работам со мојот добро познат Тимушто од моите почетоци, со Кире Јакимов, тука исто Дарко Андонов да го спомнам. Исто има нешто ново за Коки Јанков, имам напишено една песна која наскоро ќе излезе од дуото Дули и Коки. Таму аранжманот го работи Илија Ќосевски. Одлично. И има доста новитети. Ќе чекаме нови песни, ти посакувам на вистина. Работиме нешто да се релаксираме. Овој понеделник нека ти даде вака подсетување секој нареден понеделник да им го разубавуваш на оние околу тебе, па макар и на твоето работно место со музика, зошто да не, нека тргне неделата со песна, така им посакувам и на сите гледачи.